Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Нередовното сервисирање на плаќањата од јавните предпријатија е една од причините за неатрактивност на локалните тендери. Од полноќ цената на бензинот се намалува за 2,5 денари, цената на дизелот не се менува. Во пресред на великденските празници, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени контроли кај операторите со храна низ Македонија. Прилепскиот боксер Матеј Чатлески ја оствари својата трета победа во професионалната кариера. Времето денеска променливо облачно, од утре дожд. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни великденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни великденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Институтот за економски истражувања и политики Finance Think денеска во Прилеп одржа панел дискусија на тема локални тендери, јавен интерес, транспарентност, конкурентност и вредност за граѓаните на Прилеп и Битола. Според анализата на институтот, јавните набавки во помалите општини се сконцентрирани на неколку фирми, посочи Деспина Тумановска. Нередовното сервисирање на плаќањата од јавните предпријатија е една од причините за неатрактивност на локалните тендери, вели Никола Мариновски од регионалната стопанска комора Прилеп. Анализата на јавните набавки во изминатите 10 години во Прилеп и Крушево откри неколку клучни наоди. Прво, дека во тие јавни набавки постои висока цикличност, што значи дека од една во друга година износот за јавни набавки значително се разликува, што укажува дека како општините добиваат одредени проекти, така износот на јавни набавки се зголемува. Во основа компаниите како причина за пријавување на тендерите го кажуваат фактот дека јавните предпријатија се во големи долгови, без разлика во која општина, зборуваме општо, и дека нередовно ги сервисираат плаќањата. Од тој начин, мислам, од тој принцип, тие не можат редовно да си планираат приходите и не можат да ги извршуваат квалитетно и одговорно услугите, и затоа одлучуваат да не се пријавуваат на истите и да подобро е да немаат работа со јавни предпријатија. Од полноќ цената на бензинот ќе се намали за 2,5 денари за литар за Евросупер 95 и за 3 денари за Евросупер 98, а не се менува цената на дизелот, соопшти Регулаторната комисија за енергетика. Максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат 84 денари за литар Евросупер 95 и 85,5 денари за литар за Евросупер 98.
Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 0,5 денари од литар, додека малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,66 денари за килограм и сега ќе изнесува 50,4 денари од килограм. Трговците на големо и трговците на мало со нафтените деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени, велат од Регулаторната комисија за енергетика. Во пресрет на великденските празници и традиционално зголемената побарувачка на јајца, бои за јајца, месо и други прехранбени производи, Агенцијата за храна и ветеринарство спроведува засилени контроли кај операторите со храна низ целата држава. Контролите се насочени кон сите сегменти од синџирот на храна, производство, преработка, дистрибуција и продажба, со цел да се спречи пласирање на небезбедни производи и да се сузбие нелегалната трговија. Инспекторите за храна и официјалните ветеринари на агенцијата на терен детално проверуваат дали операторите ги исполнуваат сите општи и посебни услови за безбедност на храната. Во однос на боите за храна за јајца и јајцата покрај условите за чување и складирање и означувањето, акцент ќе биде ставен и на контролите при увоз, при што на местото на истовар на физички преглед ќе подлежи секоја увозна пратка. Со засилен надзор се офатени маркети, угостителски објекти, специјализирани продавници за јајца, производители и трговци со бои за јајца и нивните увозници, како и месарници и зелените пазари. Прилепскиот боксер Матеј Чатлески викендов ја оствари својата трета победа во професионалната кариера и доби огромна поддршка од македонската спортска јавност. Победио е црвени угол Матеј Чатлески, Македонија. Једногласном судиском одлуком Матеј Чатлески долази до триумфа. Верно да ćemo čuti izjavu. Матеј, još jedna победа. Reci mi, kako su ti iskustva iz ovog meča i kako se osjećaš? Па искрено се сочивме со многу поискусен борец и сум горд тоа што имам уште 4 рунди избоксовано во мојата кариера. Се уште е почеток, но кон тоа целиме. Што повеќе рунди, тоа побава. Сакам да се заблагодарам на гостот Бог што се помине без повреди, нормално и за мојата победа, и да се заблагодарам до Балкан Боксинг за поканата која ми ја дадоа, за сите спонзори и за сите блиски кои ме поддржуваат. Hvala puno. Hvala i vas. Bio Matej Čatleski, mi nastavljamo dalje. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура во Прилеп се спушти до -1, а максималната достигна до 11 степени. Под влијание на циклонска активност, од утре до петок ќе има повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради заладување, врнежите ќе преминат во снег и во некои од повисоките места. Пообилни врнежи ќе има во среда и четврток. Од овој бран локално се очекува да наврнат над 50 литри на метар квадратен. Ќе дува умерен, а во среда засилен ветер од североисточен правец. Во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно со пораст на дневните температури. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника вести, продукција Радио Пела, март 2026. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.